Почитувани, катастрофално лошата економска политика која ја води СДС ја донесе државата во рецесија. Ова влада нема концепт и знаење како да ја води економијата. Македонија ќе продолжи економски да тоне бидејќи црното економско трио, Заев, Тевдовски и Ангюшев, немаат намера да ги намалат непродуктивните трошици и буџетскиот дефицит. Доколку навистина е потребна консолидација на буџетот, тоа се решава на два начини. Или со буџетско намалување на буџетскиот дефицит, или со нови инвестиции и проекти. Очигледно, црното економско трио нема намера да реализира капитални проекти кои ќе бидат дополнителна вредност и ќе го повлечат растот. Заев, Тевдовски и Ангюшев очекуваат граѓаните и компаниите да го платат цехот за нивните политики. Дури и во најголемата економска и финансиска криза, владата на ВМРО ДПМН не помисли да ги крене даноците на терет на граѓаните. Зоран Заев јавно најави дека владата планира да изврши покачување на даноците. Покачувањето на даноците ќе значи помалку пари кај граѓаните и во фирмите, помалку расположливи средства за инвестиции и отварање на нови работни места, како и зголемување на сивата економија и зголемената евазија на даноците. Зголемувањето на даноците неминовно ќе влие на падот на стопанството, така што стопанствениците ќе немаат друг избор освен да започнат со отпуштање на голем број вработени. СДС со тоа директно ќе придонесе голем број на граѓани да ги загубат своите работни места и извор на екзистенција. СДС повторно ги враќа граѓаните во мрачните времења на транзицијата, кога стапката на невработеност изнесуваше над 38%, која само заради развојните економски политики беше сведена на 22%. Граѓаните веќе ја чувствуваат неспособноста на СДС на собствена кожа со падот на просечната плата и намалувањето на индустријското производство во јуни 2017 за 2,2% во однос на јуни 2016 година. Со секој следен чекор на владата, економијата и граѓаните се повеќе тонат. СДС сака да го исцеди и последниот денар од граѓаните и стопанството. Зголемувањето на даноците дополнително ќе го забрза падот кон економското дно. Имено, од кога на власт е СДС, економијата е во слободен пат. БДП за последниот квартал е намален за цели 1,8% со тенденција и понатаму да опаѓа. Економијата тоне, даноците ќе се покачуваат, а Заев немилосрдно се задолжува. Министерството за финансии вчера објави проспект за нова аукција за вторник, на која е предвидено Република Македонија да се задолжи за нови 71 милион евра. Со задолжувањето во вторник, сумата со која СДС ќе ја задолжи државата во период од само 5 месеци ќе се искачи на над 430 милиона евра. Дополнително на тоа, ако го додадеме и вадењето на 180 милиона евра од државните девизни резерви, без објаснување и јасно дефинирана потреба за државата, доаѓаме до неверојатна сума од 610 милиона евра за кои граѓаните не знаат зашто и како се потрошени. Да, почитувани граѓани, тоа се над 610 милиона евра задолжени од јуни до октомври за само 5 месеци од владењето на СДС. А со тие пари не е реализирана ниту една капитална инвестиција, ниту пак е направено нешто добро за граѓаните. Тоа се 610 милиона евра провеани низ ветерот. Политиките на СДС во економијата наместо раст носат стагнација. Лошите економски политики на владата неминовно ја носат државата и граѓаните кон голема невработеност и сиромаштија. Благодарам.